Вистински конкурентски надпревар за добивање на јавните набавки отпочнува дури со тендерот број 11/2010, односно споменикот на Димитрија Чубовски, од јуни 2010, кога за прв пат била воведена електронска аукција како последна фаза во јавната набавка. Кај оваа јавна набавка, како и кај сите преостанати, заклучно број 24/2012, забележливо е големо намалување на цените на понудувачите во фаза на електронската аукција. Овој факт упатува на заклучокот дека во претходниот период огромни парични средства неосновано се одлеале од буџетот на општината Центар, единствено поради начинот на кој се спроведувале јавните набавки, кога со незаконското фаворизирање на фирмите на Фердинандо Маринели од Фиренца била оневозможена реална конкуренција. Еве примери за да илустрирам какви се ефектите од електронската аукција. Јавна набавка за споменикот на паднатите херои за Македонија, на која биле пријавени 5 учесници. Јавната набавка ја добила фирмата Леарница Јеремич од Србија. Во оваа постапка карактеристично е за одбележување драстичното намалување на понудената цена, како и фактот што набавката е добиена од учесник кој во првата фаза имал убедливо највисока цена. Во својата првична понуда овој учесник понудил цена од 44.962.650 денари, но при електронската аукција во негативно надавање со останатите учесници, Леарница Јеремич ја намалил цената за 16.900.000 денари, што представува намалување од скоро 65%. Јавна набавка за спомениците на Павел Шатев, Христо Татарчев и Кузма Њоциховски Питу. На оваа јавна набавка се пријавиле 4 учесници, а договорот го добила фирмата Фондерија Артистика Гуастини од Италија, при што повторно имаме драстично намалување на понудената цена. Во својата првична понуда овој учесник исто така имал убедливо највисока цена, со понуда од 101.699.400 денари, но при електронската аукција во негативното надавање со останатите учесници, Фондерија Гуастини од Италија ја намалил цената на 11.022.100, што представува намалување од скоро 90%. Заклучоци. Прво, постапката за изработка на спомениците и скулптурите од проектот Скопје 2014, а кои се реализирале преку општината Центар, е спроведена со сериозно прекршување на Законот за јавни набавки. Второ, непосредното преговарање за склучување на договори со авторите, чии идејни решенија биле прифатени, било спроведено на начин кој не овозможува проверка на договорената цена. Поголемиот дел од прифатените предмет пресметки на авторите се паушални, без јасна спецификација на предјавените трошоци и како такви не се подобни за евалуација. На тој начин, на авторите им се исплатени огромни парични средства, без можност да се согледа нивната оправданост. Трето, во општината Центар немало адекватна контрола за тоа дали авторите ги изработиле и испорачале моделите според вид и количини кои биле договорени и платени од страна на општината. Тоа резултирало со неосновани исплати на високи парични средства кон авторите и кон фирмите кои ги изработувале елементите. Четврто, голем дел од постапките за избор на фирми за лиење и изработка во мермер на спомениците и релефите биле спроведени без да се обезбеди ниту елементарна конкуренција. Пето, општината Центар во повеќе наврати донела проблематични одлуки со кои ги елиминирала конкурентите на фирмите на Фердинандо Маринели од Италија. Од друга страна пак, на економските оператори Фондерија Фердинандо Маринели и Пјетро Базанти, општината Центар незаконски им овозможила предност и привилегирана позиција за добивање на тендерите. И шесто, посочените незаконитости во постапките за јавни набавки резултираат со штета по буџетот на општината Центар во износ од околу 8 милиони евра, само по основ на изработка на спомениците, односно со лиење и во мермер.
Ви благодарам на вниманието. Поведете со прашање. Ете, јас имам едно прашање. Ова што го презентиравте, дали постои можност дека некој вработени од општина Центар учествувале во целова постапка од претходното раководство? Иначе како би се извело се тоа? Значи вака, вие забележавте дека при презентацијата, а така е концепирано и во самиот извештај, го обсервираме однесувањето на општината Центар наспроти понудувачите кои биле заинтересирани и кои учествувале. Кога велиме незаконитости, ние ги констатираме незаконитостите, а друго е прашањето да се лоцира точно одговорноста на кој поединец, што правил, како правил, тоа е веќе втора фаза и која очекувам дека ќе биде предмет на постапување на други органи. На некој слайдовите пишуваше без документите, ги немавте сите документи? Кај табелите што беа. Да, тоа беа трите случаи каде што кај споменикот воин на конј, лавови десно и уште еден, каде што немаме друг учесник. Значи поднел некој своја понуда, меѓутоа без да поднесе документација. Затоа и таа е наведена и воопшто не е ни земена предвид како сериозна, како сериозен субјект кој би конкурирал. Градоначалник што после Јас после ќе има изјава. Дали има зголемување на цената кај електронското надавање на име на непредвидени трошоци? Значи, се стигнува цената, ама во текот на изvedбата се јават дополнителни трошоци и се признават. Значи, анексите. Да. Значи вака, прво електронската аукција. Електронската аукција се проведува на начин што се земаат предвид понудените цени од оние учесници кои се квалификувале, иако се тие тројца или четворица, најниската цена која е понудена представува стартна основа при натамошната електронска аукција, каде што се намалува понатаму цената. Дали има анекси, ние побаравме во нашата официјална кореспонденција со општината, доставив со нашето барање за доставување документација, рековме дека да ни се достави сета документација, вклучувајќи и анекси. Нас ни беа доставени основните договори, со тоа располагаме и тие беа предмет на анализа. Доколку произлезе дополнителни анекси, тоа е прашање на друго. Околу авторските хонорари ме интересираше. И претходно имавте забелешки за авторските хонорари, дека се огромни и така натаму. Нивното образложение е дека тие пари всушност не се авторски хонорари, туку подоцна тие ги распределуваат на различни фирми кои ги изработуваат објектите. Се може ли да објасните која е процедурата околу авторските хонорари? Дали смее тие како индивидуи, како уметници подоцна да ги распределуваат парите на фирмите, одатли на јавен тендер? Да објасните законската процедура. Се сложувам со дилема. Тоа е нивен аргумент и сега не знаеме дали е тоа законско решение или не. Се сложувам со дилемата која ја наметнувате, бидејќи тоа прашање и за нас се јави како така провокативно и интересно, бидејќи, знаете, кога даваат они својата предмер пресметка, тие даваат дел кој се однесува исклучиво за нив како автори, како што би рекле како работна рака, грубо кажано, и вториот дел велат трошоци, останати трошоци, материјални трошоци кои се неопходни и тоа ја дава една купна маса на трошоци кои се предјавени и во договарањето прифатени и како такви исплатени во целина кон авторите. За нас е дилема дали постои начин и дали постоела обврска авторите да се оправдаат во делот на трошоците, да кажат ние имавме обврска да платиме 10 асистенти и еве доказ дека тие 10 асистенти сме ги платиле. Токму затоа една паушалност во целата ова ситуација имаме што во структурата на трошоците немаме точна спецификација на трошоците. Бидејќи кога се говори за предмер пресметка, што е предмер пресметка? Тоа е категорија што обично во градежништвото се применува, кога треба да се изведе некој објект, па се вели, да кажеме, за ископ на толку кубика земја потребно е толку пари. За, не знам, толку тона железо, толку пари. Овде немаме таква спецификација и токму затоа велиме дека
предмет пресметките се паушално дадени, без елементи кои ги прават проверливи и како такви да бидат оправдани како вистински трошок. Законско решение ти е да понудат документи, тоа велите. Не е законско решение, значи не постои законска обврска сега во ситуацијата авторите наназад да дадат извештај кон комисијата, меѓутоа тоа морало да се направи во претходната фаза. Точно да се каже дека за таа работа треба тие материјали, во тие количини и по тие цени и да се направи една математичка пресметка која стручните лица кои биле во подршка на општината при преговарањето ќе може да ги евалуират и да речат да, ова е реално и ова може да помине. Ова друго е нереално, не може да помине. И со оглед на овие злоупотреби кои ги наведувате, треба ли некој да одговара законски? Значи, ние ги доловивме или се обидовме да доловиме фактичката состојба што се случувало. Ова го доставуваме до градоначалникот на општината. Значи, нивно е како натаму ќе постапат со овој извештај, дали ќе го доставуваат или не, навистина. Не би сакал во тој дел да се произнесува. Само се надоврзам прикладно околу авторите. С оглед на тоа што напоминате дека нема точни регистрации, спецификации и така натаму. Да значи дека не сте утврдиле и отворно изнесенато, никој не ги знае точните хонорари на авторите. Токму тоа е поентата. Значи, ако авторот каже во структурата на цената, ако индекс 100, неговиот учинок, ако е неговиот авторски хонорар, значи лично што тој треба да го земе, ако изнесува индекс 30, вие треба да имате во другиот индекс 70 точна математика дека сето тоа ќе биде потрошено. Вака се остава простор авторот на место 30 да земе 70, а 30 да бидат трошоците реални. Хипотетички сега го поставувам, бидејќи повторно велам тоа не може да се провери. Може да се провери тоа и од после, значи спомениците се тука и може точно да се знае колку материјал се вложило, колку асистенти се ангажирани, бидејќи претпоставувам дека авторот за да им плати на тие асистенти треба да го плати тоа преку одредени трансакцијски сметки и така натаму. Значи тоа може да се прави од после, меѓутоа тоа не беше предмет на наша. Со овој втори извештај значи дека вашиот ангажман на господиња Тасова завршува? Во овој момент сметам дека завршува, дали понатаму ќе се отворат нови некои можности за. Втори извештај оставена простор сепак не е конечен. Да, значи Вие чувствувате потреба да анализирате уште? Јас се кажав по однос на тоа. Сметам дека овој проект е навистина траел долго, имало многу инволвирани и странски фирми и документации кои произлегувале од нив и финансиски трансакции, така да еве лично сметам дека можеби да излегуваат и дополнителни некои информации кои ќе бидат предмет на или ќе бидат подобни за анализирање. Меѓутоа ова е досега договорено. Сега тоа беше досега нашиот ангажмент. Може околу Јеремич уште само едно прашање, оно беше под истрага во Србија. Имавте ли контакт со српските власти? Истрага околу криминали? Да. Контакти не сме имали ниту со српските, ниту со италијанските власти, бидејќи, да бидам искрен, тие контакти треба да се одат на ниво наши органи, странски органи. Така да не се... Препорачувате ли на македонските власти тогаш да имаат контакти? Па доколку постои интерес и желба, јас навистина топло го препорачувам тоа. Може би Јеремич беше спомнат вака, меѓутоа како што гледате дека Јеремич влегува и успева да добива тек кога се отвара просторот на конкурентност. Значи, особено во делот на електронска аукција, така натака. Тука добиваат и италијанските, овие италијанска фирма Гуастини, добива и хрватската Ујевич, така да навистина се отвара некој простор за надпревар со квалитет и со цени. Добро, ако е тоа се, јас ви благодарам за вниманието. Својата суштина и во своите начела и во своите резолуции и во своите партиски документи, она што го нагласивте вие, ја има солидарноста како основно начело на демокристијанската народната политичка ориентација, за која јас упорно зборувам
дека господинот Никола Груевски има напуштена идеологијата, тоа не го гледаме во пракса. И вие сте